Добар ден. 19-годишниот супервелемајстор од Азербејџан, Теймур Раџабов, води со 3,5 поени по 4 одиграни кола на супер турнирот во Вајканзе, кој што од 12 до 28 јануари се одржува во ова мало холандско градче. Имено, Раџабов успеа да добие две партии со црни фигури, и тоа против Ван Вели и Алексеј Широв во својата омилена кралско-индиска одбрана. Оваа вторава ќе има место и во нашиот вечерашен шаховски коментар, додека со бели фигури го совлада холандскиот велемајстор Тивјаков, единствен кој што успеа да спаси половина поен во првите 4 кола против него беше младиот велемајстор од Украина Сергеј Карјакин, кој успеа да направи така наречена крепост или тврдина и со топ против дама и по еден пешак да ремизира во теоретски реми завршница. Пола поен помалку од него на второто место е сам бугарскиот велемајстор и екс-шампионот светски Топалов, Веселин Топалов, 3 поена од 4 партии. Топалов се наоѓа исто така во врвна форма. Тој успеа да добие 2 партии со бели фигури во сицилијанска одбрана против холандскиот велемајстор Ван Вели и против Алексеј Широв во Гринфелдова индиска одбрана. Исто така една одлична партија која што веројатно ќе најде место во еден од наредните шаховски коментари. Со по 1 плюс или 2,5 поени од 4 партии на делба на наоѓа чешкиот велемајстор Давид Навара, индискиот велемајстор Вишванатан Ананд, ерменскиот велемајстор Левон Аронјан, рускиот велемајстор Петар Свидлер и светскиот шампион Владимир Крамник. Значи, по 1 плюс по првата третина од турнирот, додека на 50% учинок двајцата украински велемајстори, тоа се Сергеј Карјакин и Руслан Пономарјов. 1 минус има рускиот велемајстор Мотилев, Александар Мотилев, додека по еден освоен поен за сега имаат Ван Вели, Тивјаков и најмладиот 16 годишниот норвеженец Карсен. Последен на табелата е Алексеј Широв, силниот велемајстор од Шпанија, кој што доживеа за жал на овој турнир 3 порази во низа. Но што е тука е? Турнирот е прилично борбен и во секое коло љубителите на шахот имаат можност преку интернет да уживаат во одличниот квалитет на партиите и големата борбеност на овие елитни велемајстори. На Б турнирот, кој што исто така е многу силен, е од висока 14-та категорија, настапува и нашиот велемајстор и репрезентативец Владимир Георгиев. Тој имаше тежок ждреб, но сеедно овај Бергеров турнир, значи игра секој со секого. Во првото коло играше со бели фигури против Елјанов, многу силниот украински велемајстор. Ја загуби таа партија во Грифелдова индиска одбрана, иако Владимир одбра една, да речам, цврста, сигурна варијанта. Елјанов многу ризикуваше, но тоа на крајот му се исплатеше, успеа во тактичките надмудрување да пресмета подалеку и да со една комбинација да го стави нашиот противник, нашиот шахист пред губиток на најсилната фигура на дамата. Тој потоа ремизираше со единствената дама на турнирот, Татјана Косинцева, која успеа да му се спаси за да загуби во третото коло, овој пат исто така од прворангираниот играч на турнирот, Елјанов патем речено е второрангиран, од Дмитрий Јаковенко, иначе вице шампион на Русија овогодишен, во примен дами гамбит, исто така со бели фигури. Јаковенко успеа на проблемски начин да го постави нашиот велемајстор пред мат во позиција со ограничен материјал со по 2 топа и неколку пешаци. Успеа Јаковенко да исплете матна мрежа. Во четвртото коло ремизираше Владко со холандскиот велемајстор Нибер. Тука на чело на табелата е Јан Смиц, холандскиот велемајстор, 3,5 од 4 изненадува холандскиот велемајстор со одлична игра и водство на табелата, иако се разбира не е во меѓу фаворитите. На делба од второто до шестото место се наоѓаат холандскиот велемајстор Нибер, потоа кинескиот велемајстор Бу Ксијанџи, тука е исто така и Бологан, Павел Елјанов и Јаковенко. И воопшто во ова седморка би рекол треба да се бара идниот победник на турнирот, а единствено првиот ќе го визира
своето учество на А турнирот следната година. Значи, сите се борат за да бидат први и до година да бидат дел од престижниот А турнир кој што нели традиционално се одржува во Вајканзе. По 2 поена имаат Косинцева, Стелваген и младиот француз Ваше Леграф. 10 и 11 место Саргисјан и Верле, додека од 12 до 14 место на Георгиев му правеле друштво уште холандскиот велемајстор Лами и турскиот велемајстор Суат Аталик. Значи 1 поен од 4 парти. Сега повторно се враќаме на А турнирот и ќе ја погледнеме партијата која што беше играна во четвртото коло. Партијата помеѓу шпанскиот велемајстор од руско потекло Алексеј Широв и 19 годишниот азербејџанец Теймур Раджабов. Широв почесто се отвора со Е4, но во оваа партија специјално за својот противник го одбра почетниот потек Д4 со право надевајќи се дека ќе се игра кралско-индиска одбрана. С4, Г6, конј С3, ловец Г7, Е4, Д6. Две партии има добиена досега Широв против Раджабов во кралско-индиска одбрана, но во четвртото коло имавме, ќе видиме на каков начин Раджабов ќе се реваншира. D6, ловец E2, мала рокада, конј F3, E5. Во минатиот коментар гледавме на ова место украинскиот велемајстор Иванчук токму против Раджабов играше ловец на Е3, со што ја задржува напнатоста во центарот. Тоа беше партија по забрзано темпо, но Широв игра мала рокада, што е најчесто игра на продолжение на ова место, а црниот исто така главниот потек на ова место, конј С6, иако доволно популарно е и продолжението врзано со конј А6. Значи, по конј С6 и притисок на Д4, во овој миг белиот ја минува демаркационата линија, го затвара центарот со D5 и по конј Е7 зафаќа простор на дамското крило со Б4, што соодветствува со пешачката структура. Значи сега белиот игра на дамското крило, а црниот ќе ги бара своите шанси на спротивната страна. Кралско-индиска одбрана е исклучително тешко и комплицирано отворање. Значи по Б4 конј на Х5. Долги години на ова место белите играа Г3 за да спречат конј F4 или C5, па по конј F4, ловец F4, Е4, топ на C1. Но последниве години тие две продолженија не се актуелни и речиси воопшто не се играат, туку белите го бираат токму ова продолжение топ Е1. Значи еден флексибилен еластичен потек за на конј F4 белиот да се повлече со ловецот на F1 и понатаму да одигра во згоден момент G3. Но по топ Е1 црниот може веднаш да појде со F5. Конј G5, конј F6. И на ова место белите имаат повеќе можности за игра. Тој може да се решат да жртвуваат пешак со ловец B2, често наоѓа место и потегот ловец F3, нели, заради зацврстување на точката E4, или пак потегот кој што го бира Широв во оваа партија, а тоа е потегот F3. По F3 Теймур Раджабов го игра потегот кој што е негово авторство, крал на Х8. Интересно што истава оваа позиција ја играше Раджабов и против Ван Вели во првото коло. На истиот начин ќе видиме Широв дека ќе сака да ја засили играта на белиот во одреден момент. Конј Е6 во празно. Значи не гледа покорисен потек. Конј Е6, ловец зема на Е6. Значи ова дури во овој миг првата замена на некоја фигура.
D зема на E6. Сега црниот повторно се враќа на H5, сакајќи да дојде со коњот на F4 и по евентуална измена EF4, црниот ловец ќе биде многу силна фигура, затоа Широв не го допушта тоа со G3, а црниот игра ловец F6. Сега сака во згоден момент да дојде со коњот на G7 и оттаму да го нападне овој истурен пешак на E6, кој што практично го кочи црниот, му пречи на црниот. Широв пак игра на своето крило и тој продолжува со потегот C5. А Раджабов пред да дојде на G7 игра прво F4 да зафати простор на кралското крило. Ево оваа ситуација, значи Ван Вели, холандскиот велемајстор, кој што се смета исто така за експерт за оваа варијанта, продолжи G4, што од сите коментатори беше прокоментирано како неточен потег, затоа што значително ги ослаби црните полиња пред време, а црниот понатаму дојде со коњот се разбира на G7. Затоа Широв игра крал на G2, значи не ја слабе за сега својата структура. По крал G2 Раджабов продолжи коњ C6, а Широв C зема на D6, C зема на D6 и коњ D5. Коњ D4. Многу комплицирана позиција. Ловец B2. Борба на две концепции. Ловец B2 со позициона закана порано или подоцна ловец D4. Коњ на E6. G4 во овој миг, што е правилно решение, коњ G7, сега белиот го менува тој централизиран коњ за ловецот на F6, затоа што тој потенцијално беше опасна фигура ако дојдеше на H4. Значи конкретно зема на F6, изнудено е топ F6. Сега дама на D5. Шах се игра на испразнати полиња, гата коњот го испразни полето D5, сега доаѓа дамата на тоа поле, напаѓа и на B7, дама E7. Раджабов на пресконференцијата, коментирајќи партијата, ќе каже дека сепак дамата треба да биде на оваа диагонала, од каде што ќе може во одреден момент да го нападне белиот крал, иако беше возможен и потегот дама B6, но сепак сметал дека токму дамата треба да стои на диагоналата D8, H4. Топ од D на D1 со напад на D6. Топ на D8. И сега дојдеме до еден момент интересен каде што белиот треба да покаже дека неговата иницијатива вреди пешак. Значи тој има пешак помалку, има одредена иницијатива, но сепак ништо конкретно се уште не се гледа. Секако белиот да продолжи понатаму. Например, ако нешто игра од ловец C3, па на H5, H3, за да може во згоден момент да се ги брани црните полиња со ловецот од D1, тогаш црниот ќе продолжи топ C8, па на ловец 1, топ C2. Значи на тој начин би ја строил својата контраигра. Но во секој случај, во оваа ситуација можеби белиот требаше да појде со топот на отворената линија, топ C1 или можеби B5, или знаејќи како течеше партијата понатаму да одигра профилактичен потек крал на H1. Но Широв е многу активен шахист. Тој се уште не сака да се занимава со профилактика, смета дека треба да нападне и напаѓа на А7 со дама А5.
за по B6 повторно да се врати со дамата, но овој маневар белиот го презеде за да го добие полето C6 за топот. Значи сега сака топ C1 и топ C6 да нападне уште еднаш на D6. Сега, заради времето што го загуби малку белиот, црниот се враќа со топот да ги засврсти своите редови од F6 на F8, да ја отвори диагоналата за влез на дамата, затоа што црниот ќе ја креира својата контраигра токму на кралското крило. Значи топот F6 на F8, а Широв продолжува со својот план. Топот да на C1 ќе изрази мислење Раџабов дека и во овој момент белиот имал посигурен потек во крал H1, но топ C1 е потек кој што нели е во согласност со целиот претходен план на белиот дама А5, дама D5, за да дојде со топот на C6. Да видиме сега како Раџабов ќе продолжи. Значи тој продолжува H5. Гледате, веднаш напаѓа на G4, се разбира сака да појде H зема на G4, белиот мора да реагира. Сега H3 не доаѓа во предвид затоа што по дама H4, гледате, нема кој да му го брани полето G3. Значи на некој начин тој е принуден да земе на H5, G зема на H5 и сега Раџабов игра исклучително силен потек дама на H4. Значи не игра кој H5 или пак дама G5 шах па на крал H1 дама H5 или кој H5, затоа што тогаш белиот ќе даде топ G1, претаму топ G2 и неговата позиција околу кралот ќе биде цврста, а ќе продолжи со својот план понатаму топ C6, топ D6 и така натаму. Значи по GH5 дама на H4. Одличен потек. Кралот е на G2. Сега белиот и во овој миг може да се разбира да дојде на H1 со кралот. Може да вметне и H6. Единствено не чини H зема на G6 затоа што по топ F6 веднаш и топот ќе се префрли во напад и белиот крал може лесно да се најде во матна мрежа. Топ на C6. Значи се уште Широв не гледа како црниот би продрел тука и затоа го игра оној потек кој што му беше планиран, топ C6 да нападне, но Раџабов, знаете, G5. Значи G5. И ова беше критичниот момент во партијата кога белиот последен пат можеше да одигра крал H1 за по G4 да дојде со топот на G1. Гледате. И сега, например, ако G3, тогаш топот да си го заштити кралот со топ на G2. И по евентуално да речеме коин G5, белиот веројатно дека во овој миг би можел да земе на D6. Значи по G5 правилното решение се состоеше, анализите ќе покажат, во потегот крал H1. Тоа ќе го каже и супервелемајсторот од Азербејџан. Значи за по G4 топ G1. На GF3 исто така ловец F3 и белиот стигнува да се одбрани. Да видиме што е замислата на Раџабов по дама H4 и G5. Широв зема на D6, што ќе се покаже како решавачка грешка. Но да видиме зашто. Е тоа така. Значи прво одличен потек G4. G4. Сега по G4 црниот се заканува да даде шах и по крал G1 G3. И белиот крал ќе биде матиран. Значи тој не може да земе
на G4, затоа што кралот е тука, затоа што ќе добие F3 шах и на ловец F3, коњ F4 шах и белиот би ја загубил и дамата. Сега по G4 има повеќе исклучително интересни варијанти и она што е играно во партијата е многу интересно, но да речеме белиот ако земе на E5 во оваа ситуација, тогаш црниот дава шах. Сега ако појде белиот на F2, значи ќе добие шах и по крал E1, многу е важно да замени еден топ црниот, за по дама D6, да даде уште еден шах и на крал D2 да даде шах на E3 и понатаму ќе земе на E2 фигура. Додека пак, ако дојде на G1, значи дама H3 шах, крал G1, тогаш црниот продолжува со потегот G3. Гледате. И сега, ако ловец на G7, црниот ќе дојде со крал на G7 и уште има два шаха белиот, но матот не ќе може да го брани. Двата коња одлично го бранат црниот крал и ја покриваат и диагоналата А1 G8. Значи тоа е нашата позиција. Сега, освен ловец E5, имаше белиот и ваква можност. Дама зема на E5 и по дама H3 шах, крал на G1. Сега, исто така, единствено правилно решение, а тоа Раджабов го видел, затоа што ќе го покаже потоа, кога ќе ја проанализира партијата за публиката, дека тука е многу важно да се замени тој топ D6. Додека погрешно би било веднаш праволиниски белиот црниот да појде со G3. Гледате, белиот крал е во матна мрежа, затоа што тогаш белиот има реми на чудесен начин. Погледнете и сами. Дама на G7 шах, коњ G7, сега топ H6 шах, крал G8, ловец на C4 шах. Сега не може да се покрие со топ F7 заради топ D8 мат, значи единствен потек би бил коње 6, но тогаш белиот дава шах со топот на H8 и по крал F7 повторно дава шах на H7. И тоа би било реми со повторување на потезите. Значи не може, заради тоа што црниот мора да се врати назад, не може да дојде на E8, заради овој шах, ловец на B5. И црниот би ги загубил сите фигури со шах. Гледате, шах мора да покрие, повторно шах, мора на D8 и сега повторно шах откриен од топот на D1 и понатаму и ловец на H3. Значи тоа беше една многу интересна линија, многу интересна варијанта, која што Раджабов му служи на чест, ја видел, веројатно дека истото тоа го сторил и Широв. Значи, затоа во оваа позиција не G3, рековме, заради дама G7, туку важно е да се смени еден топ. И штом ќе се смени еден топ, веќе ништо од тоа не оди. Затоа што по топ D6, во овој миг G3, сега на дама G7, коњ зема на G7, топ H6, црниот има крал G8 и по
ловец C4 шах, топ F7 и црниот победува. Значи, веројатно сега Широв соочен со сите овие проблеми, тој решава да жртвува дама на поинаков начин. Че да се вратиме на таа многу интересна позиција. Значи, тоа е нашата позиција во која што по G4 Широв одигра ваков потек. Топ зема на E6. Значи, ја жртвува на овој начин дамата. И сега следува многу интересна форсирана игра од обете страни. Топ зема на D5. Топ H6 шах. Топот е на F8, се извинам. Значи, топ H6 шах. Крал на G8 и сега она што го смислил Широв е ловец C4. Сега не може белиот да земе на D5, затоа што би следил шах на F3 и по ловец F3 дама G5 шах и дама H6 и тоа е готово. Значи, затоа ловецот го врзува топот. Ловец на C4. И сега следи интересна против комбинација. Ќе видиме која што е исклучително убава. Г зема на F3, шах, крал H1, конј зема на H5. Сега се разбира топ D5 е дама E1 мат, ловец D5 крал G7 готово, значи единствен потек е топ G3. Сега ќе имаме 3 шаха едно по друго. Топ G1 шах. Црниот се покрива со својот конј и самиот дава шах. Гледате. Белиот мора да земе со топ на G3 и да даде шах. А црниот F зема на G3. Че од двајца големи шаховски уметници можеше и да се очекува вакво шаховско остварување. Гледате, прво белиот жртвуваше дамата, сега е жртвува црниот дамата. Значи по FG3 сега гледате, значи белиот може да го земе топот со шах на D5, ловец D5 шах и по крал G7 да ја земе и дамата, но тогаш би следело G2 шах и по крал G1 F2 шах и по крал G2 F1 шах, значи црниот промовира и со дамата и топот матира. Значи крал G3, дама F3, дама F3 мат. Значи исклучително убаво. Затоа не го зема топот Широв во таа ситуација. Само да се вратиме. Значи тоа е таа позиција во која што не зема ловец D5 шах, па на крал G7 топ H4, туку веднаш зема на H4 со топот за ловецот да го контролира полето F1. Сега продолжува форсираната линија G2 шах, крал на G1, F2 шах. Гледате колку далеку морале да видат обајцата, особено Раджабов. Крал G2 и повторно F1. Со промоција на дама. Значи имаме жртва на дами, промоција на дами и по F1, ловец F1, просто неверојатно тој топ врзана остана жив и по ловец F1 дава црниот шах на крајот на оваа долга комбинација. Топ D2 шах. И гледате сега виси и ловецот. Се разбира, Широв не се спушта на првиот ред, туку доаѓа на G3 и сега црниот има избор кој ловец да го земе. И ќе каже Раджабов дека веројатно дека може и топот на F1 да биде земен, но сепак
тој сметал дека треба црнополниот ловец да го земе, затоа што тој го напаѓаше меѓу другото и пешекот на Е5. И по топ Б2 вели дека тука знаел дека е ова добиена завршница, иако во прв момент не можел веднаш да види како, но ќе видиме дека ќе одира најдобро. Погледате и сами. Значи по топ Б2 белиот мора да даде шах на Г7, крал Г7, ловец Б3, за да си го пази пешекот на Б4. Сега по ловец Б3 по ловец Б3 топ на Б1. Сега идејата на црниот е да дојде со топот на Г1 и сосема да го исфрли белиот крал во игра, затоа тој го пази полето Г1, топ Г2 и сега уште еден одличен потек на Раджабов. Значи крајот делото го краси и завршницата ја игра исклучително точно. Зашто топ С8? Затоа што сака да дојде со топот на С3, да го отсече кралот по третиот ред и понатаму топ Б2 и да го матира. Значи со топот дојде од Ф линијата на С, за да го примора противникот да дојде на третиот ред. Тој доаѓа на F3, но сега следи топ на C3 шах. Сега гледате крал Е2, топ Б2, значи мора да се качи горе на Г4, крал Г4, а сега повторно другиот топ го пресекува по Ф линијата. Значи многу вешто ткаеше разбој со црниот со своите топови, топ значи на F1. Сега како понатаму, ако да речеме појде со кралот на Г5, ќе следи топ на C6 и понатаму топ Г6, топ Х6 да ги смени топовите. Ако пак дојде со топот на Х5, би следело топ на F4 шах и по крал Г5 повторно топ C6. Многу вешта игра. Значи по топ F1 Широв одигра уште крал Х5, а Раджабов крал на F6. И тоа е последниот потек во оваа прекрасна партија. Гледате, белиот е сега безпомошен. Зашто се предаде? Ако дојде на Г4, тогаш црниот игра топ на Х3 и му го менува топот. Штом ќе го смени едниот топ, многу лесно е таа завршница добиена. Ако пак црниот се обиде да игра топ крал на Х6, тогаш ќе следи топ Г1, ќе биде сега отсечен по Х линијата и по евентуално топ Х5 би следало топ на Г6, крал на Х7, сега топ на С7 и по крал Х8, топ С8 шах, крал Х7, топ Г7 шах и црниот конечно е сплете мадната мрежа, крал Х6, топ Х8. Оваа варијанта ја покажа самиот Раджабов на конференцијата на пресот по партијата, односно самиот ја прокоментира оваа партија и ја покажа оваа прекрасна варијанта, како впрочем и најважните моменти од целата партија. Се надеваме, почитувани гледачи, дека турнирот во Вајканзе ќе продолжи со вакви возбудливи партии. Веќе имаше уште неколку кандидати оваа партија и за вечерва, например победата на Топалов против Широв во Гринфелдова диска одбрана беше прекрасна. Потоа партијата помеѓу Анант како играше со црни фигури со Мотилев, исто така една исклучително интересна партија и редица други, но не можат сите да најдат место во само еден коментар, затоа приказната наша ќе ја продолжиме и во следниот чаковски коментар.